Денеска сум во посета на прифатниот транзитен центар Бабановци со цел да се направи увид во сите активности кои што се од надлежност на Министерството за труд и социјална политика во однос на координирање на активностите на невладиниот сектор, во однос на доставата на хуманитарната помош за бегалците, во однос на функционирањето на сите објекти кои што згрижуваат лица кои што транзитираат низ Република Македонија, особено во делот на жените и мајките со деца. Сакав да се запознам со сите завршени активности кои што беа обврскани на Министерството за труд и социјална политика, да ги средиме во делот на камповите и во Табановце и во транзитниот центар Винојуг. Тоа во најголем дел од активностите беа крупните зафаќања со донесување на трајна струја во камповите и обезбедување на предуслови за загревање на објектите наменети за бегалците. Сакам да подсетам дека со тој аспект од активностите на Министерството имаше доста манипулации и шпекулации во медиумите, особено од аспект на тоа дека некој не сака да пристапи кон исполнување на обврските. Меѓутоа, и во едно интервју и во една емисија претходно кажам дека Министерството за труд и социјална политика и овој министер договорот со ЕВН во делот на обврските за донесување на трајна струја до прифатните транзитни центри беше подпишан 30 ноември 2015 година и сите и во најбрз можен рок беа направени сите подготовки за да може да се пристапи кон донесување на трансформатор со целокупните активности на фирмите кои што ги направија електричните премрежувања во кампот за да може да се обезбеди функционалност на камповите по однос на грејење, функционирање на сите институции кои што имаат своји активности обврски тука. Мислиме тука и на Министерството за внатрешни работи, и на Црвениот крст, меѓутоа и на невладините организации кои што во најголем дел го носат товарот на помошта на бегалците. Од тука сакам да изразам и една голема благодарност на невладиниот сектор, на сите организации кои што се вклучени во спроведување на активностите за грижа на оваа ранлива категорија на луѓе кои што транзитираат низ Република Македонија и досега покажаа дека многу совесно и хумано ја извршуваат својата задача. Во овој дел исто така сакам да напоменам дека увидени се дел од пропусти кои што се направени од страна и на државните институции по однос на помошта на невладиниот сектор во таа нивна активност и грижа за бегалците и земаме обврска сите нотирани забелешки кои што ги добивме и на писмено од невладиниот сектор во најбрз можен рок да ги отстраниме со цел на невладиниот сектор кој што го носи најголемиот товар на активностите во прифатните транзитни центри да им ги отстраниме и да им ги создадеме условите за работа. Исто така сакам да кажам дека Министерството за труд и социјална политика во моментот спроведува голем број од активностите кои што треба да ги засилат подготовките за периодот кога се очекува поголем прилив на бегалци. Предпоставувам тоа ќе биде периодот кога ќе временските услови ќе бидат поповолни. Во таа насока ние спроведуваме неколку постапки и во делот на набавка на храна за да има доволно доколку се создадат некакви воредни ситуации, во подготовка во набавување на душеци и целокупна отпрема која што би можела да се stavi на располагање доколку се создаде некаква состојба на воредна ситуација. Од меѓународната заедница, меѓународните представници и комуникацијата која што ја имаме со нив, добиваме информации дека можеби ќе настане и некаква промена во политиките кон бегалците од страна на земјите членки на Европската Унија. Веќе постојат најави за некакви затварање на граници и ограничување на
бројот на бегалци кои што би можеле да бидат прифатени од земјите од Европската Унија. Тоа ќе наметне дополнително редефинирање на некои одлуки и во земјите од Западен Балкан, вклучително на земјите од Балканот и Република Македонија. Во таа насока сакам да истакнам дека треба да се зафатиме и со подготвување на одреден план Б во случај да имаме такви одлуки, да бидеме приморани како држава да променуваме некакви одлуки кои што се веќе донесени, и од тука како Министерство за труд и социјална политика ќе иницираме одредени активности за кои што сметаме дека треба да бидат навремено преземени до управувачкиот комитет кој што ги носи одлуките и ги делегира задолженијата кон институциите по однос на подготовка и на некакво такво сценарио кој што ќе ни наметне дополнителни активности и воредни напори. Се разбира, тука не е само Министерството за труд и социјална политика што ги има обврските, тука се сите останати државни институции, органи кои што интерресорски мораме да ги координираме активностите и да не ни се случи пропуск кој што би можел да донесе некакви непредвидливи ситуации. Исто така сакам да се благодарам на сите донатори кои што одвоија финансиски средства за невладиниот сектор, меѓутоа и за институциите во Република Македонија, да можат да ги спроведуваат сите овие активности за кои што денеска сведочиме. Европската банка за развој, од кој што добивме и подпишавме грант од 2,5 милиони евра, кој што со план го користиме, со УНКЦР и со сите останати кои што навистина ја сватија подготвеноста на институциите за да можат да ги ослободат финансиските средства во однос на планираните активности кои што ќе ги пројавиме. Тоа не значи дека идеални услови има во камповите. Јас се согласувам дека секогаш можеме подобро. Кампот Табановце во однос на кампот Винојук има многу повеќе предности. Тоа исто така може да послужи дел од активностите тука да послужат и како пример за функционирање во прифатниот транзитен центар Гевгелија. Правиме напори на заедничка координација, се што е недостаток во Гевгелија да го отстраниме, меѓутоа и се што е недостаток во Табановце да го отстраниме. Тука сме сега да го направиме тој првичен, не би рекла првичен, ние сме дневно во комуникација со луѓето кои што функционираат тука, меѓутоа да изразиме и едно уверување до присутните тука дека сите нотирани нивни забелешки ќе ги земеме во предвид и ќе бидат отстранети во најбрз можење. Министерке, еве сега се јавија синдикатот за одбрана, држа пресконференција во